Болката на сите ни е таа, децата и внуците ни одат надвор, затоа што овде ја немаат вистинската шанса. Прашуваат, нема место каде што сум поминал, нема граѓанин, човек со кој сум се сретнал, а да не ме прашал како тоа барем да го намалиме. Иселување, тој глобален феномен го има во најбогатите држави. Им велам, најдобро е ако тоа го правиме здружени со другите побогати и поуспешни од нас во Европа. Значи, ако Македонија во догледно време не стане членка на Европската Унија, сами со овие сили и капацитет и потенцијал и ум што го имаме, сами не ќе можеме тоа да го спрешиме во поголем процент. Затоа е императивно на достоинствен начин, како што тоа го направивме со НАТО, да влеземе и во Европската Унија, а сите предуслови за тоа се налице пред нас. Не треба ништо да си одземеме од тоа кои сме и што сме, јазикот ни е гарантиран, идентитетот ни е гарантиран. Оваа политичка структура, после 17 години преговори и во еден дел така наречени преговори, бидејќи властодржците не сакаа да преговараат додека се ги чуваа фотелите и парите, ги започна преговорите и ја отвори првата конференција со Европската Унија. За жал, затоа што нашиве квази патриоти на другата страна имаа поинакви планови, де факто од различни мотиви се разбира се усојузија со бугарите. Бугарската политика направи катастрофална грешка према нас македонците и кон Македонија. За жал, нашиве домашни така наречени патриоти од своји причини, за да се дограбат до власта побрзо, а после ќе му ја мислиме, практично се солидаризира и ги поддржаа напорите на таа наша комшика која не блокираше. Ние мораме да направиме се, после овие избори, после парламентарните, со новиот парламент, новата влада и новиот председател, тоа да го деблокираме, затоа што не ни се пишува добро ако самите се обидуваме ова бела чума, како ја нарекуваат, да ја спречиме. Децава овде ќе имаат шанса да останат и просперираат, да се вработат, да формираат семејства само и само ако имаат услови за пристоен и достоинствен живот. Во овој момент ние имаме направено реално голем исчекор во однос на оно што беше пред 5 или 10 години и во економската сфера, меѓутоа сепак со 640-650 евра просечна плата, тука објективно можностите се лимитирани. Со пристап до европските фондови можеме, убеден сум, за 4 до 5 години да го дуплираме стандардот на секој македонски граѓанин, затоа што тоа го покажуваат примерите на сите држави кои претходно влегле во Европската Унија. Гледајте ги нашите источни соседи, пред 10 на 15, 20 години бевме за нив Калифорнија, бевме Америка, денеска имаат просечната плата во Бугарија 950 евра. Само и само затоа што се таму. Гледајте ги бившите југословенски републики кои влегоа, Хрватска и Словенија, кои беа напредни во она време, меѓутоа со помош на Европската Унија напредуваат далеку побрзо и далеку повеќе. Јас ве уверувам дека овој концепт што го зборувам 10 на години наназад, поддржано многумина од вас, се разбира единствениот исправен пат за Македонија, ако сакаме наскоро да бидеме на пристојна, ја би рекол, издодевна европска држава и демократија. Сакам да ве предупредам на една опасност која ја нуди, која ја доаѓа од опозиционата страна, зборувам за главната опозициона партија, која нуди враќање назад. Ниеден договор од овие што ги спомнавме, кој не направија дел од нормалниот и просперитетниот и безбеден свет, ниеден не им чини. Дали верувате дека 23 години после рамковниот договор, тие би сакале да го менуваат и тој договор, која спречи војната? Овдека на плоштад имате жртви од таа војна. Знаете подобро од мене. Дали би се верува дека сакаат после Преспанскиот договор да го враќаат и тоа назад, затоа што, слушате го ова, им пречи името Северна Македонија, а не им пречи функционерските плати што ги земаат како пратеници, како градоначалници со Северна. Па што не ги вратат мандатите на луѓето ако им пречи Северна? Не им пречи Северна, сакаат да дојдат на власт. Почитувани, дилемата е јасна. Понудите кои ги имате пред вас намаса или пред очи се јасни, тоа се црно и бело, тоа се такви контрасти да не треба воопшто да се фалиме нешто посебно. Имајте во предвид, од сите вас, не заради мојот избор, заради нашата подобра заедничка иднина, заради нашиве дечиња што ги гледам, да живеат во поубава држава, очекувам масовна мобилизација за гласање уште во првиот круг на 24-ти, затоа што резултатот на 24-ти ќе ни каже кој ќе биде победник и на 8-ми.